Падна и вториот снег. Или што би рекле во Скопје првиот снег. Одикајни встално нешто со доцнењи. Топли тој бетоном е сваѓај. А со паѓањето на снегот падна и температурите, што автоматски значи дека падна струјата, бе бате. Супер ова што се пробва домаќинствата се префрлат сите на струја грејење, за да се намали загаденост. Арно, за да се греат на струја луѓето треба струја да има, бе бате. Бога ми на тие цени што ги плаќаме не сме да снема. А знаеш како? Кој ме праша така? Ние ги си плаќаме, така ги си паѓа струјата, не е проблем. Па ти море галантон луѓе сме ние тука. И кој размисли, за многу работи сме галантон, сме господа луѓе. Пошто Господ простува, научени сме и ние да простуваме. И така простуваме кога ќе не негира, простуваме кога ќе не променува, простуваме кога се фрлат знамиња, кога се газат и кога се шлајфова. Се простуваме ние, не е проблем. Не може живото или свето да ни дојси толку многу штета кога ние што можеме да трпиме. Ама не is, големе Господ. Се гледа, се прат. А еден ден Бога ми ние може да ќе се разбудиме од земјата на бајките и ќе сватиме кај треба да реагираме, кај не треба да реагираме, што е провокација, што е навреда и на што треба ние да поработиме. А дотоаш мислам пуштиме прво на шпицот и се зазборваме. Може? Ајде бат. И пошто стално велат секој чудо за 3 дена, затоа јас после 3 дена ќе правам муавет на тема. Пошто прво и основно, кога се случи нешто такво, сите сме вознемирени, те фаќа без те фаќа, што се дешаваме, сваѓај. Во такви моменти обично се збора без да се размисли од гнев. И не дека гневот не е оправдан, ама ако веќе правиме муавет на такви чувствителни теми, да направиме муавет кој што треба, така. Ти најлесно можеш да контролираш изнервиран човек. Кога си изнервиран не мислиш бе, а секој пат кога ќе се случи нешто вакво, има нешто друго во позадина за кое ти појма немаш. Треба автоматски да ти е јасно дека некој пробва нешто да направи. Ти ни еден нормален поединец, да нормално има исклучоци, има луѓе што едноставно не мислат и прават глупост. Дали си сфрустрирани или невоспитани или така воспитани, не е битно, има луѓе што се родени за пакост бева. Тој излегва од дома секој ден и секој ден гледа некоја белја да направи. Ама никој нормален човек нема да излези, да земи да слави нешто со тоа што ќе сквернави или ќе вреѓа нешто друго. Тоа може да го направи некој поединец што е специјален да речеме, или може да биде направено по нарачи или комбинација од две. Пошто сите тука познаваме луѓе од сите етнички заедници. Јас лично ни еден не познавам што ќе излези ќе направи било што такво да било која држава. Исто голем број од луѓето били на одмор Албанија, биле пречекани културно фино си поминале за мера. Така што мене ако ме најдовте, сите тие повикувања и говори на образа на етничка база или национално од било која страна јас не ги одобрувам. Пошто прво и основно бе бате, еве дома земи, дома сте сите фамилија од иста крв и пола со пола муавет не правите со фамилија. Што значи благе везе нема то кој од кај шо. Значи или си човек или не си. Толку. Што значи во сите народи, во сите заедници, во сите фамилии ќе најдиш и луѓе и не луѓе. И тоа обично субјективно. Некој може за тебе човек да биде, за мене може нема да биде човек. Ама зато тие што сакат да прават вакви конфликти, знаат точно што да таргетира, знаат што го годи народот. Значи тестирано му од претходно видено му е јасно. И знаат дека го ќе побеснат луѓето, не размислуваат многу дали е поединец, двајца, тројца, пет души, сите нечина топ. И кога ќе рече оваа страна дека сите таму не чинат, таа страна од таму што ќе рече овие чинат, не бе бате, и тие ќе речат вие не чини. Е толку треба за кава. За танго треба двајца. И сега не се сватиме погрешно, ти сигурен сум дека негде погрешно ќе се сватиме. Секој човек што ќе направи некое вакво дело, без разлика во која држава и за која држава, треба да одговара. Тоа е факт. Значи знамето не на држава не смеш да го фрлаш, не смеш да го газиш, не смеш да го оставиш така, ништо не смеш ба. Си има протокол како треба се однесуваш со едно знаме на било чија држава. И сегде во светот тој што не се однесува така со нечие знаме, си одговара пред закон. И сега кога што разбрав приведени биле таму некои лица за тоа со знамето, дали се ти, дали не си, дали ќе одговара некој или не знај. Јас искрено се надевам дека правдата ќе биде дојсена. Исто како искрено што се надевам дека правдата ќе биде дојсена за се подеднак. Отисмачено ми е веќе од поделен систем. Демек системот за тебе функционира, ама за некој таму ти функција имал некаква или не знам што имал не функционира за него. Оти тој на дедо ми, сестра ти од брат, на внука од стрина, него не го гивам. Ама ти бе вате тебе ќе ти ги налепиме сите работи па ти лежиш. Е тоа треба подитно да се смее. И ако можат социјалните мрежи што немат никаква врска со држава или со што и да е, да преземат мерки кога ќе се збора против некоја држава или против некој народ и да бришат коментари и да банират луѓе, тогаш мислам дека и државата наша конечно треба да свати дека луѓето почнуваат да се разбудва и треба да свати дека е нормално да се казни некој што збора против држава, без разлика од која национално. Дали роден тука или роден
негде или се осеќа како да е роден на друго место, не е битно бе бат. Збораш нешто против, казна батуле. Праиш нешто против, казна батуле. Особено па ако си роден тук, ако живееш тук и ако земаш плата од ова држава и ако јаеш лебо од ова држава. Е тука батуле треба казната и поголема. Пак ќе речам, кој сакаш би? Македонец, албанец, турчин, ром, што сакаш море. Функционер, не функционер, што сакаш би. Ама не бе бате, не можеш џабе. Ние сме такви како народ море, самоуништувачи. Дури сите други народи се држат заедно и знаат што сакат и знаат што прават. Ние земаме сами меѓу себе се расправа. Ние сме како оние децата што се изгорени да бидат дел од популарното друштво и ќе направат се ако треба на фамилијата собствена, само за да бидат прифатени од свет. Пошто еве да почнеме од нас. Прво и основно кој стигна дали на Facebook, дали во живо, дали со луѓе било каде. Огромен број од македонците без разлика ли се тука или странство сите зборат нешто лошо, државата не чини ова, не чини ова. И јас ја разбирам фрустрацијата. И мене не ми чинат некој работа. Ама аз не зборам приватно за тие работи, зборам јавно на камера, излегвам и кажувам. И пред да почнам да зборам за другите работи, прво почнувам од себе, пробвам јас да живеам како што треба да живеам и да се понашам како што треба се понаша нормален граѓанин на нормална држава. А после кажувам приказ. Кога некој презел нешто за да биде нормално, мене не ми е никој друг крив за тоа што не можам јас да го направам. Иако во 90% случаите баш некој друг бил крив. Не бате, јас на мене ќе си го земам товар и јас ќе поработам на случај. Не чекам никој друг да ми сработи бате, сам ќе си сработам. Мене не треба ми речиш не го фрлај ѓубрето од кола. Јас не го фрлам. Ќе го оставам в кола, кога ќе стигнам негде до канта, до контейнер, дома, било каде, ќе го извам и ќе оклам в канта. Јас никош не сум размислувал, аве сите вака брати, јас ќе правам. Сигурно некој друг гајле му е, па са мене гајле да ми. Да брат, тебе треба ти е гај. Пошто баш заради тоа што сите така мислат за сите работи, сме овде кај што сме. Дре од најситните до најголемите работи, прво ние да си се погрижиме за нашето, а после да му поможиме на другите се погрижат за нивното и заедно да направиме се што треба да направиме. А не само да се кажуват приказни по Фејсбук и по Инстаграми, да се чукаме в гради на сториња и после тоа да земеме по старо задгрб да му умри козата на комшија. Оти сите народи сегде во светот си се држат, си се поддржуват. Само ние сме поделени, едните се ваму, другите се таму, овие биле вакви, оние биле такви, не знам какви. И тоа најмногу се гледа и по социјалните медиуми. Иако таму дури гласни сме. Ете пред некој ден пример бил Џими Кар во Македонија. Јас појма немам што се дешава, море, не знам кај ги промовирате тие настаните, појма немам што се дешава. Криво ми е што го пропушти. И то видов слика ден подоцна што клал од плоштадот и напишал јас сум во Скопје, Македонија, домот на Александар Македонски. Коментарите од оздола пепел. Значи брато како ја изигра та карта валда му. Најкоментиран пост му е што му пост. Кој стигна таму ја навреди држава. А оти ето така. Оти јасно му е дека може што сакат да речат, нема санкции бе бате. Оти знаат дека системот не ти работи. Оти сите смеат што сакат да прати, што сакат да речат, само ние треба да сме културни, фини, да пазиме што збораме, да не навредиме некој. Најмногу од се оти знаат дека до тука ни е силата бате. Секој чудо за 3 ден. Ќе се направи нешто, ќе си силат сите, патриоти, ќе се почукаме в гради и толку. Ќе станат другиот ќот на работа, ќе врзат таму 2-3 муабети со колегите и толку е бате. Кучињата си лад, карвано си врви. А бога ми си врви време. И пред да се одјавам, прво сакам да се извинам што не е смешна епизодата. Ама некојаш едноставно некои работи не се ни за смех. Некојаш едноставно сакам да си кажам тоа што ми лежи на срце. Па ако чини арно, ако не, кој те праша бе бате, така? Така што тука ќе ја завршиме денешната епизода. Јас би сакал да го чуам и вашето мислење на темата. Слободно можете да си се изразите во коментарите. Само ќе ве замолам култур. Само ако не е проблем. Ако е проблем и не културно нека. Толку од мене за денес. Поздрав и имајте убав ден.